Политиката на попуштање и прифаќање на барањата на Грција преку Преспанскиот договор не доведува во ситуација да прифатиме се што ќе побара овој пат и Бугарија. Експертите предупредуваат дека со ваквото сценарио официјална Софија направи предрасуди и довербата да доминира во добрососедските односи со Бугарија, па свесно ги става на коцка и интеграциите на Македонија, вели за Алфа универзитетскиот професор Александар Спасеновски. Од исходот на изборите, односно од актерите што ќе формираат новата бугарска влада, верувам дека ќе зависи дали ќе има промена на некои позиции на официјална Софија кои имаат негативен ефект врз македонскиот идентитет. Независно од ова, сметам дека институциите на Македонија во соработка со европските држави и со Соединетите американски држави треба да работат во меѓувреме и на систем како да се продолжи модернизацијата на земјата во услови на блокада и како да се одржи нивото на оптимизам на граѓаните за европските интеграции, кое заради постапките на Бугарија сметам дека е многу нарушено. Дека добрососедските односи се доведени во прашање и јасно укажуваат сите жестоки изјави од бугарските челници, на кои македонската власт само млако возвраќа. Познавачите се децидни дека она што можеше да се направи навреме беше пропуштено од самиот почеток. 2 години по ерупцијата во спорот со Бугарија, Софија е начесто со своите ставови, но не и Македонија. Не е државнички легитимно да постфестум се пишманиме за она што го имаме подпишано, а при тоа никој не ни држел ниту деца во заложништво, ниту пиштол врз чело. Ниедна дебата за договорот не може да биде издржана се додека не се осврнеме кон контекстот во кој истиот се составувал и подпишувал. Пишманењето е легитимно во домашни политички расправи, но не и во меѓународните односи. Може ли да се смени текот на интеграцијскиот пат на Македонија или остануваме заробени во односите со Бугарија и цврстото вето е прашање на време? По уште еден ладен туш од Брисел и категорично не за почеток на преговорите, Македонија останува заглавена во европската чекалница. Дотогаш премиерот Заев ќе калкулира со датуми на сите следни состаноци на Унијата.